Во меѓувреме, многу Весело. убаво друштво имаме овде во студиото Трина Матова. Македонија оваа година ќе биде во друштво на најдобрите 50 тимови од целиот свет во првата Лего лига, глобална иницијатива која ги воведува децата во науката, технологијата, инженерството и математиката преку интерактивно и забавно учење базирано во практика. И боите на Македонија на овој шампионат во Грција ќе ги брани ни помалку ни повеќе училиштето Александар Македонски, наставниците, менторите и многу убаво друштво споменав имаме овде. Велам добро утро за Благица Кузмановска и Илена Маневска, дел од менторскиот тим и учениците кои што се дел од целата оваа приказна. Добре ни дојдовте. Добре, благодариме на поканата. Оваа сезона тема на домашната Лего лига, First Лего лига, беше истражување на океаните. Поучениците имаа можност да создаваат решенија за зачувување и на одржливоста на океанските ресурси. Само да подсетиме, ова гостување ни беше некаде поминаа 2 недели од тогаш или повеќе кога ни бе на друго училиште. Да, друго училиште. Така. Во врска со истиот надпревар. Сега денеска значи од 23 тима од цела Македонија, тимот на основното училиште Александар Македонски се издвои со извонредна тимска работа, посветеност и иновации, освојувајќи високи резултати во сите 4 категории, така? Кои беа категориите? Така, оваа сезона темата истражување на океаните. Нашиот тим го прифати, ја прифати оваа тема со голема инспирација, труд и вложеност. Нашиот тим Philips Revolution доаѓа од Општинско основно училиште Александар Македонски од Скопје и се истакна посебно во својата иновативна практика, во својата огромна посветеност на тимска работа и голема мотивираност за работа. Се надпреварувавме со 23 тима од цела Македонија и освоивме апсолутно второ место во апсолутна категорија, каде што директно се пласиравме на светско првенство. Победивме со извонредни резултати во сите 4 категории, роботска игра, иновативен проект, роботски дизајн и основни вредности. И што значи, односно како изгледа патот до второто место? Колку подготовка треба, колку вежбање треба, како го составивте тимот? Што се случуваше за да дојдеме до ова второ место? Така. Патот до успехот не е лесен, но е многу моќен. Бара многу упорност, истрајност, тимска работа, што е многу битно. Децата работеа секојдневно, по неколку часа во текот на денот. Се подготвувавме, ги селектиравме однапред, сите оние што имаа интерес, ги вклучивме, работевме постојано со нив, ги надгледувавме и разбравме дека само преку упорност, истрајност и заедничка тимска работа можеме да стигнеме до успехот. Тимска работа без овие млади умови, нема. Не бива. Тоа не бива. Најзаслужни за тоа сепак се овие наши прекрасни млади деца. Еве прашање до нив, колку истражување беше потребно и какво за да се изработи еден ваков проект? Потребно беше многу труд. Може да ни се представиш прво? Да, слободно. Јас сум Меглена Попова. Добро. Која оделение си? Јас сум 6-то оделение. Добро. Да ги поздравиме другарчињата останати од клас, сигурно и тоа го очекуваат ако ве Да, гледаат. поздрав до сите мои соученици. Сега да одговориме на прашањето. Извини што те збунивме, но ете малку да те опуштиме. Сигурно и немате трема пред камера, но ете, колку истражување беше потребно за сето ова? Потребно беше голема тимска работа и вклученост во сето тоа, секако концентрација и најмногу желбата влијаеше за успехот. Желбата за да продолжиме понатаму и за да успееме. И што вашиот проект го направи подобар од останатите? Па, нашиот проект се издвои од сите останати проекти, бидејќи ние користевме тимска работа, најпрво, и беше добро креиран и добро презентиран, но над се е нашиот тим со кој што работиме. И сите имаа желба за да одиме на повисоко и повисоко ниво и тоа се гледаше во сите нас. Така. Знаевте некогаш вие да ги посоветувате нешто професорките и да ве послушаат или само вие слушавте? Ние сметаме дека вака треба да биде. Па повеќето од времето кога ние се осеќавме
да ќе паднеме, тие не Мотивација. поттикнува и ни дава мотивација за да одиме понатаму и понатаму без да се откажуваме. Добро, сега ќе ми го дадеш микрофончето тука. Нели, ајде, не беше ова договор, меѓутоа може сите да ни се представите по една реченица. Да, Како секако. се викате и кој одделение сте? Може? Иван Аврамовски 601. Здраво, Иван. Марко Стојановски 601. Михаил Чичевски 8-1. Добро. Георгина Димовска 602. 608 одделение. Кален Флоровски 601. Јована Ужевска 601. Добро. Јас веќе се Да, представив. тебе те знаеш веќе. Добро. Другарката таму? Николина Богдановска 601. Супер. Јован Георевски 8-1. Јордан Георгиевски 8-1. Давид Галовски 8-1. Матеан Баровски 801. Марко Медик 601. Сега Марко на позиција, земај го роботот. Ете, јас ќе дојдам со вас напред тука. Заборавивме некој. 608 одделенци сите, заборавивме некој? Браво. И јас сум Елена Станчевска, Елена, девето. Не, ни се Здраво, представи Елена, додека јас зборуваше. слушам дека ни кажа Што? како се вика, Добро. веројатно ние за. Дај него микрофончето, кој требаше тука да дојде со нас на презентација? Повели тука. Исто, сега да покажеме како функционира овој робот. Може? Повели микрофонот твој. Роботот сега го приклучуваме преку хабот, каде што е поврзан со мотори и каде што може слободно да се движи. Ние користиме Spike Prime технологија за да го програмира и да го направиме овој робот. Роботот се вика бокс робот и соодветен е за мисиите. И сега јас Имаш размислувам да за немаш трема, имаш трема? или? Малку, да. Малку, добро. Тоа е нормално. не ми природната, природна. И Слободно. И кога го правевме роботот беше многу комплицирано, но го поправивме и многу полесно сега правиме мисии. Ние многу ставивме труд во овој робот да го направиме и да работи лесно. Користи неколку пасивни, неколку активни атачменти. И тоа е тоа. Марко ни го зема. Мислам дека колегата Се позади шегувам, камера, мислам дека сакаше да му каже, Драгиша, Да го свртиме уште да го еднаш, свртиме. може? Ајде уште еднаш Ајде, да го Марко, уште свртиме еднаш да го роботот. свртиме. Ајде. Знаете што ме интересира? Овој робот да го имаме во природна големина. Зашто би можел да ни користи, на пример? Сега јас размислувам како можеме ние да го искористиме Можеш овде. еднаш да го пуштиме? Ајде, Марче, да ни покажеш. Можеме да го користиме за, на пример, дома, нели, дома кога ние може да го користиме за на пример ако ни треба нешто и не мрзи да станеме од Да ни донесе. бе, да. Да ни Донеси ми подзачисти. до телефонот, Да. донеси ми чаша вода. Да. Одлично, нема да ве малтретираме вас децата по дома. Роботите може да го прават. Или знаеш дека и водители може да замени. Почекайте до пензија наша, па Да. да правете Не брзајте. родители, не брзајте, Сум немаме уште многу. Добро, ви благодариме, земете го сега роботот, може на место Која е да се улогата на вратиме. менторот? Станува збор за поголема менторска екипа, неколку професорки сте, некој оделенски наставник, другите се по одредени предмети. Спомена учениците дека многу им била важна психолошката поддршка кога тие ќе паднат во целиот процес на истражување, меѓутоа и вашето знаење секако се брои во целата оваа приказна. Така. Ние менторите пред се сме мотиватори, насочувачи и целосна поддршка на нашите ученици. Дел сме од оделенска настава и дел од предметна настава од областа на математиката, информатиката, етика и природни науки и географија. Сите заедно даваме свој придонес со своето знаење, своето искуство и својата посветеност. Докажано е дека никогаш не треба учениците да ги оставиме сами, па и кога им е најтешко. За не да им ги кажеме одговорите на прашањата, да ги насочиме на вистинскиот пат, да го најдат вистинскиот одговор. Тоа е ментор. Така, кога е светското првенство, за колку време? Кога се 1 мај, 1 мај. 1 мај до 4 мај. Добро, да ве планираме, може и да ни се вклучите онлайн додека сте таму. Еве, јавно вака да ве поканиме. Па на 6 да дојдеме и со победа. Ете така. Сега ако државниот надпревар е предизвик, тогаш светското е случување дефинитивно со уште поголем предизвик. Подготовките готова? Веќе се при крај. Какви подготовки следуваа пред ова светско првенство? Светското првенство бара поголемо ниво на подготвеност. Затоа што сепак се надпреваруваме со врвни тимови од целиот свет, каде што треба вистинско време, посветеност
и тимска соработка. Ние постојано работиме на подобрување на стратегиите на роботот, правиме подобрени атачменти, правиме постојана ревизија на презентацијата и на истражувачки проект, за да можеме да го представиме целокупното на знаење и нашиот труд, за кој што веруваме дека ќе вроди со голем успех на нашето првенство. И ова не е само надпревар, мора да споменеме. Так. Со овој принцип на интеракција помеѓу учениците и вмрежување се создаваат лидери во иднина. За да можеме ние да ги поттикнеме, да им дадеме ветер в грб на овие млади деца кои што треба да бидат и идни лидери во иднина. Им треба ли некаква дополнителна поддршка? Што можеме ние да направиме во моментот? Имате ли доволно финанси, имате ли доволно ресурси? Се што ви е неопходно за Грција? Како што споменавте, овие ќе бидат идните лидери. Патувањето во Грција не е само надпревар, ќе се пронедат како идни лидери, секако дека бара одредени финансиски средства кои ни се потребни како за сместување, за котизација, за превоз, но и за ресурси кои ни се потребни за да се подготвиме и да се представиме на најдобро светло на светската сцена. Како можеме да ги обезбедиме? Како можеме ние да помогнеме во целата оваа приказна? Еве ќе ги повикаме општествено одговорните компании, може ли така денес? Може, да. Веќе имаме дел од компаниите општествено одговорни, што ни излегува во пресред и го препознаа квалитетот и надежта дека од овие ученици ќе бидат идни лидери, па можеби и програмери. Добро, ви посакуваме среќа на светското првенство, значи патувате за непол месец од сега. Можете и граѓаните, верувам, да се вклучат со поддршка ако сакаат. Не се тука само општествено одговорните компании, туку секој кој што ќе се најде повикан и ќе почувствува убави емоции од овој разговор, може да ве поддржи. А по враќањето од Грција ве очекуваме тука во истиот состав, само се надеваме на малку поголем пехар. Да, ние го донесовме пехарот од нашето освоено второ место, меѓутоа се надеваме дека идниот пат ќе биде поголем. И јас се надевам искрено да се множат, посакуваме среќен пат и убав помин и се разбира ве очекуваме со успеси. Може да го видиме пехарот и малку одблизу? Да, јас. Не ти го даваат 12. Пехарот е направен од лего коцки. Од лего коцки. Да. Исто така и роботот. Од секојаш сум сакал да подигнам пехар. Ете го моментот, браво, Варе. Одличен, џабе се обидуваме, нема да го добиеме, но е прекрасен. Јас искрено посакувам со поголем да се вратите. И сега морам да прашам нешто. Знам дека за да ги формираме овие идни големи лидери, овие наши млади деца мора да читаат. Читате книги, сакате детски списанија, ви интересира како го поминувате слободното време или пак телефоните ни се уште главна занимација? Ние исто така уживаме и да читаме. Паметни деца. Ама и на телефони се чита така. Па си се секако, иако главниот извор на информации ни беше интернетот, каде што откривме и научивме повеќе работи за нашиот иновативен проект и за другиот дел од надпреварот. Супер. Не случајно ве прашавме, бидејќи имаме една многу убава тема која што исто така врзана со денешниот ден. Денешниот ден е ден на детската литература. Ете така, од секогаш, барем и мене и кога сум бил помлад, ме интересирала работата на илустраторите, што тие прават и што придонесуваат за книгите и детските списанија. Сега по повод овој ден, колечката Анита Никушева Иванчев разговараше со Александра Хаджи Наумова, илустраторка. Фин е разговорот и навистина доста едукативен во следниве неколку минути, како последно содржина го гледаме сега во Македонија наутро.